Опаѓа интересот за вакцинација против COVID-19, покажуваат последните статистики на Министерството за здравство. Вчера едва и 3470 граѓани ја примиле првата доза од антиковид вакцината, а овој број кон средината на август беше и по 14.000 имунизирани дневно. Рестрикциите на владата кои предвидуваат дека во кафуле, ресторант или во мол ќе може да се влезе само со вакцинален сертификат или прележаност не повеќе од 45 дена, ги поттикна граѓаните помасовно да се вакцинираат. Па првата седмица откако стапија на сила мерките, вакциналните пунктови беа преполни. Тогаш прва доза од вакцината примаа по 13.000 граѓани, но интересот полека почна да спласнува. Статистиката покажува дека од воведување на мерките на 16 август до денес прва доза од антиковид вакцината примиле вкупно 133.800 граѓани. Доктори епидемиолози пак се погласно алармираат дека токму вакцинацијата е клучна во борба со вирусот, а вакцините спасуваат од сериозни компликации од COVID-19, па дури и од смрт. Доказ за ова се и последните податоци на Министерството за здравство, кои покажуваат дека во новиот коронабран, во кој доминира опасната делта мутација, најголема смртност кај пациентите имало во градовите, каде има и најнизок процент на вакцинирано население. Во градовите како Гевгелија, Кавадарци, Ресен и Берово, каде што опфатот со вакцинација е помеѓу 54 и 61%, бројот на починати е најмал, односно има по еден починат. Тетово го пречека бранот само со 19% вакцинирани граѓани во јули. Таму имаше најголем притисок врз болниците, најголем број хоспитализирани пациенти и најголем број смртни случаи, 106 до крајот на август. Слична е состојбата и во Гостивар, каде починале 73 пациенти, а вакцинирани се под 30% од населението. И додека Македонија преку рестриктивни мерки се обидува да го поттикне населението масовно да се имунизира, повеќе европски земји веќе заговараат задолжителна вакцинација. Така Грција пред 2 дена им подели решенија за неплатен принуден одмор на близу 6.000 здравствени работници, кои одбиле да примат вакцина против COVID-19. И властите во Италија воведоа задолжителна вакцинација за здравствените работници, но италијанскиот премиер Драги не ја исклучи можноста земјата да воведе задолжителна имунизација за сите граѓани над одредена возраст. И во Германија наголемо се шушка дека власта заговара задолжителна вакцинација во повеќе институции, како домови за стари лица, градинки, училишта, ординации на матични доктори. Од друга страна, повеќе авиокомпании во САД и во Европа најавија дека до крајот на годинава ќе го вакцинираат целиот кабински персонал и дека нема да вработуваат невакцинирани работници.